до гроб на R&B и хип-хоп. Ко индиски коноп те прави да чуриш ко топ. Ко LSD те прави за никаде. Ко секс и кеш ми треба стално свеж. Знай, сакам ти да ме запознаеш, пред да се изплашиш од мене. Сенката од нашите тела, ке ти се чиваш ко да е целата вселена. Синот Вули, кој што рекол, сакам да ти бидам собар. Скоро да сум доволно добар и скоро да сум доволно храбар. А тој е доволно богат, но нема да ме правиш рогат. Но ако знаеш, кажи за тебе што е доволно, што би те задоволило. А во случај ако мислиш ти дека скоро нема да е доволно, седи, не ме знаеш. Седи бе, не ме знаеш. Седи, не ме знаеш. Седи, ма не ме знаеш. Јас сум принц, не сум цар, тежок лихвар, дармар без тјар. Ете зошто сум клошар, но пак сум роб до гроб на R&B и хип-хоп. И ми чури мојот топ, штом перцепирам сноп. Знай, сакам ти да ме запознаеш, пред да се изплашиш од мене. Сенката од нашите. Музичар за музичарите. Само небото е лимит за неговата концертна катарза. Од диатонска софистицираност до апсолутно одвојување на духот од прангите на тоналното. Мултиинструменталист, виртуоз со сина крв. Повеќе од 3 децении македонскиот джез пулсира во срцето на Диран Таветијан Дики. Дики, добре дојде, голема е честа да си тука на гости. Благодарам за поканата. И мене ми е чест и задоволство апсолутно да бидам твој гостин, пошто си ми добар френд пред се и колега и сестран и многу способен уметник. Фала. Кажи ми, дали е товар или е бенефит да бидеш дел од музичката династија Таветијан? Ти благодарам се за комплиментот. Па види, едното и другото во секој случај. Значи има своји придобивки. Низ текот на животот и кариерата што која има поминато, донесе доста предизвици, доста и придобивки, како што реков. Според мене, најреално кажано, балансирана, колку што е минус, толку и плюс, дефинитивно. Значи, го прифаќам тоа како тако и окей. Немаше некои притисоци да се бавиш со ова што се бавиш? Па, тоа е повеќе на несосно ниво, можеби, бидејќи уште како мал идев на турнеи, значи бев бебе практично, несвесен за себе. И по играта на случајот морав да бидам носен по турнеи, нели, слушам бумњеви, гитари, гласни и сите тие ствари. И сакал некој едноставно околу мене се беше музичко окружување и како растев и се развивав и окружен со инструменти дома, нели, со луѓе од музичкиот бизнес и свет. Некако природно на некој начин, ако можам така да кажам, се наметна и тоа да биде моја професија. Значи почнав со чукање, лупање на разни ствари, значи имавме тапани дома бубни, но пред себе атенџириња, некои така било какви перкусивни инструменти, подосна и на тапани, дури и студиравме ги другото тапани. Но клавирот е мојата љубов. Значи тука се најдов хармонски, значи импровизацијски и тоа творењето на музиката, креирањето повеќе ме привлече некако. Се разбира, брат ми после. Интересно е што и во самиот Лепи сол многу од луѓето внатре, особено твој татко, нели, и овој Кокан, се мултиинструменталисти и било прашање кој што да свири. Од луката паднала ај ти ова, ја ова. Интересно е што вашата фамилија сите сте виртуози на повеќе инструменти. Ај ќе се погоди некојаш еден човек, па може би уште еден. Тоа кај вас тоа е она. Да, некако така испаѓа. Ај кој што спомнил бендов. Значи не само кај нас, значи нашата околина е така, има мултиинструменталисти, талентирани луѓе. И самиот ти си, ја мислам ти свириш повеќе инструменти, режираш, спотои, правиш фантастична музика.
Тоа мислам дека е состојба од Бога што ни е дарена и која се употполнува со интелектот наш и природно ти скачаат. Значи зашто да го направам ова ако можам, зашто не посветам внимание на ова ако можам? Мислам дека тоа е еден благослов во секој случај, што е на нас да го канализираме и да видиме како да го направиме тоа да биде позитивно. Кога беше она огненото крштевање на голем стејдж? Сега тоа беше практично кој да се сети, од мали години сум со музика на сцени, на проби, повеќе проби имам во животот него концерти што се вика. Иако имам над 500 концерти со Гаро низ малтene на Европа, цел свет и тука нормално. Но што знам, мислам дека со групата Парамесиум можам да кажем ако официјално на сцена излегов некои пред околу 90-те, 91-а можда така, можда пред, не сум баш сигурен. На своји колку години? Колку години сум, ако сум 77 роденца, кој не можам да зарачунам. Али доста малку бев, знаеш, и ми беше интересно, имав и друг клавиатуриста, беше бендот, ја има Fender Rhodes. Значи тоа беше еден електричен клавир, легендарен, и ми беше пасија да го имам. Тогаш го земав и со тоа настапив, тоа беше практично прв официјален концерт, баш концерт, знаеш. И ми беше фантастично, значи возбуден бев, пошто беа фантастични музичари, Мицанов беше, Мицанов, Кучкар, Кучкар, Салевич. Тоа беше Зозо у гитара? Зозо мислам дека беше, да. Прво беше Зозо, после Игор. Да, беше Зозо, тачно. Тоа беше екипата. Јованче беше на клавиатури, Арсовски Стот Штип, Гаро, нели, сеньор Гаро Джуниор исто беше тука. Така да, тоа се некои почетоци, нормални други сечни свирки проекти со колеги. Дали откривањето на сите тие тајни али музиката? Али меморија да речеме тој настап така си го гледам како поофицијален, пошто баш на концерт со луѓе, со сите тертипични свега. Отприлике така е некако. Дали сите тие откривања на тајни во музиката се случува, да кажеме, дома, учиш ти од едниот, му покажуваш на другиот и обратно, или имаше и некои други кои што, да кажеме, беа некаква преломна точка за влијанија од други музичари тука? Да, ја сум проамерикански, значи, влијанието моје од американската музика преседно, дали е рок-н-рол, джез, рок, whatever it is. Значи, како мал бев под доста влијание на таа култура, рece, у комбинација со нашата балканска, која исклучително сакам ја прочитам. Од таму можеби ми дојде и она што го работи Лебе Сол претходно, нели некоја фузија на македонскиот етнос со разни модерни стилови и Бис нели го почнаа пред тоа у продукција први да го прават тоа без разлика. Некако слушајќи ги сите тие мајстори како Херби Хенкок, Чик Кореа, Алан Холсвард, Пет Метини и уште миријада други артисти, мене тие ми се најлака при срцето. Го открив начинот на импровизација, начин на творење нешто прва, значи нешто покомплексно од нормалната музика. И пошто бев од такви кругови, тие влијанија мене ми помогна да почнам да се гравам на музичкиот живот. И едноставно слушајќи ги тие македонски етно музики што се веќе беа преработени од некои бендови, па и изворна форма, кај мене се залепи некако, као дел идентитетот тоа што го правам. Така да практично од првите мои чекори музички, секојаш била таа фузија на фолклорот и сите други останати правци. Така. Како успеваш со едно такво знаење твое, една таква виртуозност, како успеваш да бидеш едноставен, доволно комплицирана и доволно едноставен, кога, например, обработуваш некоја македонска народна песна? Па, не пишано правилно. Дали се ставаш у една позиција на слушател кој што не е, нели, музичар, па покушаваш да не преискомплицираш на некој начин? Да, и тоа има свое. У првиот период на творештето бев доста по заинтересиран да биде што покомпликувано и што поинтересно, нели, за самиот себе. Но како изминува времето, како созраш како музичар, сваќаш дека и можеш да ги кажеш нешто со помалку зборови, символично, за да бидат не само да се допадне на конзумерот, него како таква да биде по-јасна и по-чиста у обликот, нели. Тоа е многу битно. Така да не може тоа, има кај некои луѓе природно се ствара, значи самиот старт знае како да речем што сака, тоа се ретки луѓе. Но има луѓе што природно, повеќето луѓе природно кроз еден процес на творење, зрење, искуства, негативни, позитивни, доаѓа до својот
Тоа никогаш не заврши суштина, но доаѓа до некој подобрување на својот креативен процес и поедноставување, но квалитетот да биде задржан. Камо на време прво било ова, а после се запишува. Тоа секогаш било така и остана до денес. Секогаш е прво увод. Апсолутно. Со Гаро, мислам на Гаро Джун. Да. Другиот ни е Гарабет. Да. Со Гаро свирите цел живот заедно. Да. Многу ме интересирало дали, бидејќи толку многу се познавате музички, дали покрај толку години музицирање и постигнување климакси заедно на сцена, дали со текот на времето ви е потребно сега многу повеќе време за да стигнете до една екстаза музичка, бидејќи толку многу имате свирен, или пак инстантно можете, поради долгото свирење, можете веднаш да влезете на фреквенција. Локино, дали е фаза или контрафаза? Не знам, тоа е кај нас интересно е. Значи, имаме многу интересна комуникација музичка, така да спремни сме за све, човече. Мислам, сум нескромно кажано. Времето си го направило своето, значи ја го познам секој момент како треба да се дигне, да се спушти у некоја музика. Значи доволно поглед да се контролирам, ако треба да се повлечам, што треба да кажам, дали да идам повеќе со импровизација или не, па дури и хармонски. Значи сето тоа кај нас е у еден флуид постои и функционира безпрекорно. Дали кога работите заедно во студио, дали се однапред одредени улогите или не се знае кој инструмент ќе го фати зависно од стварта, од сентиментот на стварта. Дали некогаш е потребно едноставно бара песната, он да го отсвири клавирот, ти бубањот или како? Види, Гаро исто е продуцент како јас, значи он е мултиинструменталист како и ти. Значи он совршено владее пијано, клавир, за бубање нели тоа што е. Едноставно по потреба, значи кога сме студио стално продуцираме заедно, значи се работуваме, дали работиме на композиција за нас или за некој друг или на некој проект, што е да е каква музика, константно сме заедно во музичките одлуки. Значи се деша он да седне на клавир многу почесто него ја. Ја понекогаш на перкашен ни дуснемам нешто за некоја негова ствар или за некој друг, како е. Па се дешавало на сцената, на стејдж, значи кога свириме концерт, усред песна Гаро ќе стане или ја ќе стане на бубањ, Гаро ќе седне на киборд и свириме, ја продолжуваме композицијата на тој начин, без припреми нормално. Значи изненадување, интересно како се чувствуваме така, зашто да не. Дури имаме планови за некои такви проекти каде што се ги менуваме местата, нели и другото. И со повеќе инструменти, така да во секој случај музичка игра, да. Кажи ми, Дики, у последен проект што работите во моментот? Па, неколку проекти се во тек моментално, значи работиме на нашиот нов албум со светски ни гостуваат светски артисти од джез фјужн сцената светска, кои меѓу другото не били идоли како сме растале, нели? И како сме развивале со нашиот музички пат, сме ги упознале дали на пат, дали преку други луѓе, како и така натаму. И во еден момент решивме со Гаро да направиме еден заеднички албум, значи авторски албум кој пола композиции се на Гаро, пола се мои, во кој ќе обединиме повеќе од нашите не идоли, пошто музички примери, нивната сетика која ни е многу блиска, значи светски артисти, и од таа причина ги повикавме на нашите проекти. И тоа е во завршна фаза тој проект кој ќе исклучи по повод нашиот јубилеј 30 години, Devitian Brothers како состав. И од таа причина тој проект постои, така и го направивме. Исто така и Македонското срце, проектот со македонската традиционална музика има доживува тредел, работиме на тоа. Со уште интернационални гости и балкански многу интересни вокали. Дали би го правеле повторно на оној начин грандиозен на кој што беше, бидејќи јас сум свесен како фризик е сето тоа, и што све треба да успее и колку да успее тој проект за да биде човек на нула кога правиш еден таков грандиозен концерт. Па тоа беше голем предизвик, не концерт. Да, апсолутно, тоа беше голем предизвик за нас. Можам да кажам, ја и Гаро бевме таму и менаџери, продуценти на сето тоа, меѓу другото. Затоа што луѓето гледаат само на сцена, се свири, се пее. Меѓутоа, позади тоа
Тоа се Не бе, предизвик беше 6 месеци работа. тоа се менеджмент, организации 30 луѓе да ги само да ги ставиш у еден термин да дојдат во едно место е предизвикам, пошто секој има своја агенда, секој работи. Од обезбедување до сите други стратешки инфраструктури и стадионот, самиот стадион беше за прв пат експеримент дали ќе издржи толку луѓе. Имаше такви, нели, конверзации дали ќе може што да се направи за прв пат. И за нас беше, можеби не бевме свесни колкав предизвик е тоа. Пошто Па изгледа затоа сте го правеле, затоа Веројатно, што тоа така, и сега да, звучи као невозможна мисија. се е возможно, но прашање на волја и на добра волја, нели? Музичка фамилија, се е тоа окей. Некои работи, нели, некои врати се отвараат, но многу рано вие двајца се одвоивте, да кажам, некако од гнездото, правејќи ја Тавитиан Brothers. И дали знаете колку концерти имате направено како Тавитиан Brothers? Па Гаро е доста по-ревносен од тоа со статистики, али мислам дека над 500 концерти сцена се има направено, што Европа, што свет тука, што тука, па и на Балкан, нели, земите на поранешна Југославија. Има многу концерти, но не, ја никогаш не сум бил фан на статистика, значи колку концерти имам, колку, не знам што сум направил, награди, песни, нешто, тоа не ми е, мислам, супер е тоа, но не е за мене некое мерило на артист. Оно што е битно или важно е колку искрено работиш, колку добро работиш и кој те конзумира, дали имаш релевантна публика на која се обраќаш. Значи, тоа се трите работи кои се доста круцијални за еден артист. Мене лично секогаш ми интересирало дали некогаш или еве ќе прашам зошто нема многу активност со работки вон Тавитиан, затоа што си музичар кој што секој бенд би го посакал. Дали си презафатен со проектите на Тавитиан Brothers? Дали случувањата или моменталниве други бендови не се нешто со што резонираш или не те инспирираат? Не, тама работа. Не, во секој Баш ме интересирало онака, затоа што обично во Македонија секој свирел со секого. Да. Значи, еден музичар свирел у 10 бенда. А тука не гледам, некако сте чисти. Па не, види. Мојата работа се делам на продуцентска и креативна и изведувачка. Оно што сум го изведувал цел живот било кроз проекти што сум ги замислил јас и формациите или бендови со кои што сум работил. Сум соработил со многу артисти, сум гостувал на многу бендови и поединци, повеќе од 100-200 има можеби снимци, кај што сум гостувал. Значи, но пред се некако таа соработка била продуцентска. Дали гостувам со некој пијано соло, свирам, учествувам како аранжер или како продуцент на композицијата или снимам вокали, у сите тие својства сум се појавил. Значи, повеќе можеби имаме над стигурно 100-200 соработки такви, дали тука, така и интернационални. Значи, Да, интернационални знам, тоа не прашувам. За, така за да македонски бендови прашувам. Секојаш сум бил отворен за соработка на тој левел. Сега да бидам дел од некој друг бенд, веројатно не сум имал време нит простор како да го направам тоа од аспект на логистика. Значи, а далеко тоа да не сум сакал дека не мислам дека некој е добар. Апсолутно ги почитам малтане сите музички појави во земја. Со тоа што ја лично си имам вкус, што ми се свига, што е поблиско до моето срце, нели нормално. Али сите ги почитам и ги сакам апсолутно. И сум отворен за соработка секој време. Кажеме да добиеш сега една мелодија, народна мелодија, да треба да ја аранжираш. Да. Прво ќе идеш на voicing in forte или на upper structure? Ќе идеш на мелодија или ќе идеш на ритам? Инстинктивно, прво, како ти оди срцето? Не користам voicing forte upper structure како таков. Значи, природно, прво го слушам у себе. Значи, слушам мелодијата у себе и она природно ми развива музика. Таа музика после јас ја расчленувам на некоја техника voicing што ти ја спомнам. Значи, прво е исконското, значи музиката, што од тебе излага, како ја хармонизираш у глава, како ја слушаш. Значи, ако не ја слушнам у глава музиката, не можам да ја преведам на инструмент. Мора тука да ја слушнам прво. Сега, ако ќе ставам 3 чекори први, после самиот инструмент ти помага
знаеш, некој друг инструмент или нешто, после се развива само од себе. Но иницијалната идеја или капезла мора само од себе да исклучи. Најчесто така. Да. На крај ќе се сложиш со мене дека на крај мора да постои еден процес на дедукција, на исклучување канали, да видиме што е вишок, Од тој за хаос, да нели? направиш една форма. Дефинитивно, тоа е прочистување, нели? Значи од сите тие информации да дојдеш до тоа Ја што имав можност да слушнам пред да биде готов скроз финалното Добро. на Евровизиската од Каролина, Добро. каде што се имаш. И после ја слушнав пречистена. И тоа сватив дека тука морало да има еден процес на дедукција. Да, сигурно. Тоа е па Јас го имам тој процес секогаш. Сите го имаме тоа, значи зависно од кој тип на проект се работи, употребуваме различна етика, нели? Се разбира. Не можеш џез, рок и оркестратска музика да размислиш како поп формат, нели, што треба 3 минути, поедноставно се обрекаш на одредена публика и така натаму. Значи одма ги шифташ мерилата како треба тоа. И така да и тоа беше дел од тие размислувања. Значи да, се бара секојаш нема правила, не е правило ни у поп музиката дека нештото мора секојаш да е едноставно, но најчесто е. Значи нема правила. Имаме денес Джейкоб Колер кој со своите, не знам, екстремно комплицирани аранжмани хит, но секојаш има исклучоци. Секојаш има исклучоци. Имаш од Фреди Меркюри до Нели Принс, значи тоа се исклучително комплицирани. Тука у Македонија знаеш кој беше што налага како да биде аранжманот? Не, кој? МКЦ трпи до една гитара. Добро. Тројка да свира. Втора гитара е хаос. Да. И одма имаш чекај. Значи Ти свири тука, па ти не две гитари. Па гледаш, значи условията ни диктираат како да, нели, што можеме, што еве, ние сме свираци Битлз, но студијата не била подобра него сега што се продуцијата. Бубањот сигурно не звучал подобро тогаш него сега како може да го снима. Но таа песна, таа магија што носи денес ни една песна нема. На многу песни Motown со еден микрофон Со се еден снима микрофон. бубање. Така она ambient имаш. Да. И сето таа магија се случува со еден, значи нема продуценти што викаат мора компресија, мора стокана, не постои тоа. Али постои искрена желба, музика, продукција. Дури има луѓе што фаворизираат, значи светски продуценти, сакам грешката да остане, сакам вака да биде така. Остави ми ја таа, не ми го чачкај тоа, молим те, вака да биде. Јас сум видел продуценти кои што или тонци за лајв, за концерт, каде што го имат најдобриот миксер и се е флет. Да. Не чепка ништо. Вика тонот нека му биде во прсти, нека му биде во гласот, во однос со микрофонот. Он нека го направи сам. Жиците, пикапот, какво појачало користи, тонот да си го направи самиот бенд, а вика овој миксер го гледаш колку и знаеш колку кошта. 50 инженери го правеле, па вајде направиле нешто што треба. Нешто добро, да. Ако по дефолт да е добро. Да, има овие светските продуценти имаат често ние подкасти и вика најдобриот микс е оној кај што не треба чачкаш многу. Значи самиот старт, работата, контентот што го имаш е веќе толку добар што треба само минимум да, ако почнеш многу, тоа значи дека има доста работа. Едно повлекви друго. Да, значи тоа и ние кој свириме, како вака звучиш, како, значи тонот е во рацете, у годината работа и у природната енергија што имаш. Ево ти кога ги искаш си гитара, значи одма знам Принс како се понаши, која е енергијата што добивам од него, од мене, од Гаро, ме разбираш? Тоа е твојот код што ти го имаш, едноставно. Тука е твојот саунд, не е од техниката. Тоа само е тука да ни помогне, малце да не подобри зависно од што треба да работиме. Значи основата е у тоа. А дали рапуеш, дали си не знам свирач или композитор, истото е енергијата што даваш, искреноста, текстот, како го кажеш, со која интонација, како свириш, сето тоа е комуникација, човече. Тоа е така, тоа е најбитно. Дики, многу ти благодарам што дојде да се направиме муавет. Задоволство ми беше, човече. Се надевам ќе се видиме за други работи. Благодарам многу, поздрав тебе, твоите гледачи и се најбола за емисија. Фала ти. Топ листата на Хитмејкер за оваа недела изгледа вака. На 10-тото место е Тања Станковиќ со песната Желби остварени. Многу љубов, како Бог
На 9-то место е Макс со песната Федора. На 8-то место е ПКМ со песната Крив правец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Како време дојде за парче лев тепачка, брз живот, брзи пари, брза заработувачка. Имаат за коцка, но не за живеачка. Ристо крле, крпе живот, парите со текувачка. Денес играј, утре плати. На 7-то место е Гурки со песната Љубовен трамвај. Шестото место е за Санила со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборат ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога в душо ти си среќен. Тога среќна сум и јас, види покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Сакам само тебе. При крај. На 5-то место е Даниел Дан со песната Ке се шекнам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пекозна. Ке се шекнам јас по тебе. Ако не си ноќва до мене, се шекнам јас без тебе. Ако не си тука до мене, а јас кога те гледам. На 4-то место е Александар Ристовски принц со песната Ти. Ти, живеј ти, своите сни, сонувај ми, за мене нека се дни страдални. Ти имај си, живеј ти, насметки, за мене доволно е, што моја си ти. На 3-та позиција за оваа недела е Елф со песната Маченик. ако си уметник,
На второто место се Fiction со песната Булевар. Како предлог за оваа недела е Илија Димитровски со песната Мириса на шампон. Hey Dave, ще си толкова блед, а толкова студен, а каква кочка лед. Јавен превоз, а речи си нема, од секата исто, по иста шема. Ама барем сега се Мириса на шампан, 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 мириса на шампан. А плутам ја. Hey Dave, а ще си толкова тажен, немаш ли женска, да се правиш важен. Немаш ли друштво, немаш за кого да пиеш. Оди дома разпиеш. Ама барем сега се Мириса на шампон, 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 мириса на шампон. Плутам јас. Ей ти! И сега нема да лажам, само нешто
ти кажам, закаде у Скопје, а денот е мрак, а дишам катран, ќе умрем од рак. Ама барем сега се Mieriса на шампан, mierisa na šampan, mieriса на šampan, mierisa na 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 šampan. Седи, ма не ме знаеш. На првото место оваа недела е Калиопи со песната Парам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани. И со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во нив и се губам, немам здив. Никој освен мене, никој нема да биде крив. Ко најлудо не време, јас носам се пред себе. Ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче. Луда моја глава, луда среќо, немој не ме мачи ти. Јас не можам да бидам сенка на некои туги светлини и да се скршам на 100 парчиња, нема да е крај. Кога животот ме научи и во пеколот има рај. Ко најлудо не време, јас носам се пред себе. Ко скитник без свое сокаче, со срце парам парче. Ко нај
Тесно сам се пред себе, ко скитник без своje sokače, со срце парампорче. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.